Ти си 6-кратна шампионка на Македонија во маратон. Твојот брат кој што исто требаше да биде заедно со нас е 4-кратен шампион на Македонија во маратон. Зошто ја одбравте оваа дисциплина? Еве, кога е најтешка? Видовме ние тука уште многу други дисциплини. Не знам, почнав со атлетика уште од многу мала. Сме разговарале нели во претходни мои гостувања дека почнав некаде од 12 годишна возраст и Скопскиот маратон, директорот на Скопски маратон Кире Синадиновски те покани да земам учество на Скопскиот маратон. Еве оваа година 20 години јубилеј се прави. 6 октомври, да. Так. Потенцираме, баш ги следиме и тие работи. Тогаш ми се јави во стил уште нова трката, се уште не ја знаат многу атлетичари и атлетичарки, нема да има голема конкуренција, ти имаш голема шанса да бидеш во првите 3 докога финишираш трката, има солиден награден фонд и со оглед на тоа што знаеш и ти во атлетиката ние не сме финансиски поддржани на никој начин, ова ми се види како одлична прилика и конечно јас некако да бидам и финансиски наградена за сето она што до толку години назад со љубов сум го правела. И 6 пати реши да победиш. Да, 6 пати тоа за жал ќе беше и 7 пати ќе бев, затоа што тоа беа во низа и тогаш ајде да не звуча можеби само бедисено, меѓутоа во тој период бев неприкосновена, како да кажам, затоа што секоја година за година победував. Единствено кога имам пропуст беше таа 2015 година кога нели имавме и несакан терористички напад во Куманово во Диво населје. Таа година се откажа Скопскиот маратон. Можеби тоа ќе беше уште еден седми, да речеме нека седма среќна бројка. Меѓутоа 6 е голема бројка, за сега се уште нема ниту една атлетичарка. Се уште си рекордерка и јас сакав тоа да го напоменам, која што го постигнала твојот резултат.